Решивме да се венчаме на вистина рано, госпогице Девин. Немаше ни еден месец. Како да немаше што друго да прави, ми предложи брак. Можеше да кажеш не? Пишло ли ти ставивме начело? Ти ме манипулираше мене исто така. Што зборуваш? Каква манипулација? Кога сум те манипулирала? И тоа ќе го кажам, само за да им му докажам на татко и дека може да биде срекна. Еве Да? пак почна. Лага ли е? Да. Таа сакаше преку мене да ја пополни празнината на татко ѝ. Ќе ја пополнеше, господице Девин. Мојата љубов беше доволна за не пајцата. се како херој. Зарем не ми предложи брак од Динаед кон мајка ти? Со други зборови, тој има толку болен однос со мајка си, госпогице Девин. Му вели за мене, ова девојка е бескорисна. Од Динаед кон мајка си ми предлага брак. Можеш ли да замислиш? Понекогаш така ја дефинираме љубовта, нели? Некој да ме сака толку многу што ќе пополни дури празнината во мене. Ама дали може некој да ја пополни празнината што ја создало семејството? Аслан, мора да разговараме, итно е. Да, итно е. Во ред. Брате, инаку, има ли проблем? Нема проблем. Девојка ми ќе раскине со мене, затоа ми се јави. Екрем, братче, денес треба малку шопинг да направиш. Добро, бату. Што треба? Какво е ова шоу? Аслан, мора да разговараме. Добро да качи се, ќе зборуваме по пат. Аслан, каков пат што зборуваш? Каде? Ајде, качи се, ќе зборуваме по пат, ајде. Аслан, мислам дека одиме пребргу. Сакам да кажам не само сега, генерално, пребргу одиме во врскава. Не те слушам овде. Инстинктот ми вели не сме на добар пат. Предпоставувам дека подоцна ќе дознаеме за сето ова. Ме слушаш? Погласно зборувај, не слушам ништо, извини. Велам, нема шанси двајца ментално болни како нас да бидат срекни заедно. Ме слушаш ли што те зборувам? Ништо не слушам, навистина, ништо не те слушам. Да ти се плукнам во чамецот, добро вози, ајде.
Не ми кажа, Ајсел. Како се случи таа несреќа? Не се сеќаваш? Јас ке те подсетам тебе. Тргна по погрешен пат. Алчноста толку те заслепи што не ги забележа предупредувачките знаци. Знаеш ли што се случува кога човек не слуша совети? Погрешен пат. Таа го заслужи тоа. Тоа што го доживеа синоќа нека ти биде пресвртница, внимавај каде чекориш. Видеш што можам да направам за мојот син, нели? За него ќе го запалам целиот свет. Со кого, каде и што по ќе волите правиш прави, но околу Аслан повеќе нема да се вртиш. Запамети ги убаво овие искуства. Инаку ќе мораш повторно и повторно да го живееш истото. Ме разбра? Ајде сега. Здраво, госпогице. Здраво. Мило ми е што ве запознав. Јас сум Екрем. Ме викаат Еко. Мило ми е, Еко. Попрактично е. Завршили? Завршив, бато. Повели, госпогице. Што е ова? Добро, глупав си ти, кажи ми, вака се давало? Што е ова, што? Ова го купив за тебе да го носиш на поканата. Каква покана? Ќе има кратка бизнис средба овде и во исто време можеме мирно да разговараме за се што сакаме. Добро? Ако ти стане здодевно си одиш веднаш. Еко е тука, ќе те однесе каде и да Стојам на посакаш. Може? располагање. Ако не ти се допаѓа, мислам... Ми се допаѓа. Се разбира, нема да го облечам. Што е ова? Купување фустан? Аслан, ти си принц од Дубај? Сине, оди еде, однеси ги дома. Во ред, бато. Што е ова? Овие тука се 6, 7 и 8. Зошто не 8-5? 8 и 5? Тргни ги, не ме гледајте, тргни ги. Наследникот на компанијата, Атила Оз Јилмаз. Тој не покани. Зарем не му почина вујкото, тоа го слави? Не знаеш какви луѓе се овде. Бау, Брате мој, пријателе, добре дојде. гледам добро си, така? Фала. Здраво, Атила Оз Јилмаз. Дивинакин. Леле, небото ќе падне. Прв пат го гледаме Аслан со девојка. Мора да си му важна. До некаде во право си, Атила, да. Да видиме дали сум важен на вистина. Така е. Добре дојдовте, повелете, повелете. Повторно одговори на место мене. Немој да мислиш дека не го забележав тоа. Ама ти се допадна, така ете ти се допаѓа, затоа молчеше. Види овде што има, дојди. Здраво, како си? Браво. Здраво. Здраво, здраво, како сте? Мене. Здраво, како Да ве запознам, Девин, Екран, Мило ми Селин. е што се запозна. И мене. Прекрасна вечер, нели? Патем што пиете? Ah kalbim acıyorsa içimde zor
aklım kalır, yokluğun bana ağır. Тој ги изгради сите своји куќи на надолската Не, страна. анадолска страна, да, добро, сите куќи не делумна. Делумна. Да ви кажам нешто само, значи, кога размислуваш, би сакала да работиш на европската страна, да речеме, имаш таква идеја? Поврзано со работата? Размислуваш? Одлично. Дали на европската Браво. страна планираш да продолжиш? Девин, важно е, душа. Можеш ли да се јавиш, те молам? Ке се вратам. Во ред? Повели. Како си, душа? Многу време помина, добро ли си? Повелете, господја Сивиле, не супер слободна. Што се случи? Не, ништо. Во сабота е роден денот на татко ти. Веројатно знаеш. И? Сакам да го прославиме заедно како семејство. И? Те поканувам и тебе, душа. Но внимавај, Јагмур не знае, добро? Пази се. Слушнав дека се вселила кај тебе. Сега татко ти не сака да ја гледа. Знаеш од очигледни причини. И гледај, ако дојдеш, ке имаш за што да разговараш. Но тебе те носиме во срце. Знаеш, имавте многу непријатна разделба. Ти кажа многу тешки зборови, Девин, многу. Ама ако дојдеш, можеби ќе сакаш да му се извиниш на татко ти, а? Рече да се извинам. Да? Ало? Ало, исклучено е? Ало? Не, значи сега сакаш да дојдам на роденденот на татко ми и можеби да се извинам, така? Точно. Така ќе се зближиш и со Џан. Лошо ли е тоа? Знаеш, ги мразам ваквите непријатности. Нема ли да дојдеш? Ќе дојдам. Навистина? На вистина ќе дојдам. Тогаш ще чекаме во сабота во 16 часот. Во ред ли е? Се гледаме. Добро. Девин, татко ти овие денови се заинтересира за голф. Знаеш, ако размислуваш да му купиш подарок, можеш да му земеш чевли, торба или нешто такво. Во ред? Се гледаме, господјо Сивилај. Се гледаме подоцна. Со кого зборуваше Севиле? Со мајка ми. Душа ти праќа поздрав. Повели, мој драг Џан. Ти благодарам. А што гледаш сега, а? Тато, остави. Чекај, застани, што гледаш, Тато, сакам да знам. остави. Чекај, во ред, ајде, добро е. Sıkmaya başlama, tutturduk bir daha. Оп, 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 оп. Што би сакале, господица? Baldan tatlı karma. Што е ова? Yakıla bir gidiyorsun da sakın ha oynatma. Извинете, доаѓам. Büyüte büyüte severiz aslında. Uf çok korkuyorsun. Göremiyorsun bak. Братче Жанар, немој да не оставиш без пијачка вечерва, во ред? Во ред, господине Аслан. Секогаш носи пијалоци. Има таму нешто, има останато. Дај ми го мене. Ya da acıma her olasılığa talibim. Што ти е тебе, кажи ми? Ништо. Чевлите малку ме стигаат. Gözlerime zalim Ја па соблечи ги. Не сум толку пијана. Чевлите ти ги стегаат нозете. А кој те нервира, кажи ми? vurgunum bile Сивилај, убавата жена на мојот син татко. И? Што беше со неа? Епа весели работи како во сабота попладна ќе го славиме роденденот на твојот татко, душо. Те чекаме, а и можеби ќе сакаш да дојдеш да се извиниш. Ете тоа ми го кажа. Ти, од тебе чекаат извинувања. Може би во нивните соништа, кој знае што си им кажала. Ама што да им кажам, реков ќе запалам ова куќе заедно со вас внатре, тоа е се. Мислев дека си рекла нешто навистина сериозно. Татко ми во последно време се интересира за голф, а таа жена чеки роденденски подарок. Може би и да му купам торба или чевли. Добро, и што ви кажа на крај? Што да ја кажам? Се разбира дека доаѓаме, реков. Мислиш дека ќе пропуштам приликата? severiz aslında. А значи во сабота одиме, а? Што значи одиме? Мислиш дека ќе ја пропуштам јас оваа прилика? Bas bas bağırıyor. Дојде кај нас и јадеше, нели е? Па таков е законот, морам и да ти вратам сега. Gel acıma Леле, Аслан, те молам, воопшто не сакам да ме видиш така. her olasılığa talibim. Би сакал да те видам на секој можен начин. Vur yüreğime
Ти ќе сакаш јас да бидам со тебе. А од тебе, што сакаше да кажеш? Ништо, Ништо. ништо. Како да ти помогнам да ти е подобро? Не знам. Сега ти ќе ми кажеш некоја песна мене или не? Застани, застани. Јас ќе си ја пробам среќата сега. Испеа таа песна, многу ми е битна во моментот. Те молам. Како знаеш? О Боже, ти си луд. Значи погодив малку така? Си луд си, да. Прекрасно. Ај. Слушнија песнава. Daha beter olacak her şey. Dünya zaten yalan dolan. Kaderden kaçamaz insan. Aynaya bakma, kendimi bilme. Hayal acıtınca dünyayı sevmem. Ne yazık ki tek tabanca serseri doğdum, serseri öleceğim. Луѓе, знаете ли која е вистинската причина за разводот? Бракот е. Првата причина за развод е да се венчаш. Мислиш ли дека сум убава девојка? Убава. Every second is a heartbeat to your chest. You take your choice and you battle till the bitter end. The world is listening to all you got to say. So free your mind 'cause it's gonna take your breath away. Исклучете ја музиката. Доста е. Джейлан! Джейлан! Излегој веднаш. Девојки, јас се одам. И вие одете да молам. Добро, хајде. I've been waiting for this moment. Мамо? Мамо? Ај, проклетство. Јусуф, сине. Добро ли си? Одам кај Каја. Каја? Душо? Јусуф, ти ли дојде?
ноќ, мамо. Ненормален. Дојди поблиску. Што се случи, одлучи? Ќе поднесеш пријава? Против Аслан ли? Човекот што се крие зад мајка си, така? И да поднесам пријава, пак ќе се крие. Таква е машкоста на твојот брат. Но еден ден сигурно ќе ја повикам Хулја Сојкан на одговорност, да знаеш. Како може човек да направи такво нешто? Можев да умрам таму. Оваа жена не е човек. Таа е самиот ѓавол. Но знаеш ли кого навистина го жалам? Тебе. Како си пораснал со толку многу злобна мајка? Многу е убаво. Да, убаво е. Крваво. Баш како името. Токму така. Кои се ефектите, нешто лошо? Таа се занимава со тие работи. Вие? Па вела дека треба да се внимава на интензивни чувства, стравови, ненадени настани, премногу емоции, да не се действува импулсивно и дека вакво нешто може да доведе до неверојатни можности во бизнис светот. Баш ја погоди темата за која зборувавме. Си подадовме рака, нели? Аслан... Затоа што види, нема да биде лесно да се преземе бизнисот по неговата денешна смрт и ќе мора убаво да се докажеш, мислам, пред семејството. Така ли? Сега ти даваат само капка, а јас ќе направам да врне. Аслан, ние секако сме наклонети кон твојата понуда, но мораш да прифатиш, имаме одредени грижи. Тие старомодни работи за кои што се грижеше? Значи ништо нема од тие старомодни работи, нема да се случи. Јас полека веќе ги отстранувам од кај нас. Види, ги продаваме казината, значи си чул веќе. И сега целосно го укинуваме и онлайн бизнисот. Ништо од тоа нема да остане. Буквално сакам полека, но сигурно да отворам чиста страница за Сојкан. И тоа ќе потрае малку време, нормално е, ама ќе се случи. Друго? Па што прави некој како тебе обседнат со приватноста, со медиумската индустрија, не можам да сватам. Нема што да се сваќа, братче. Мојот покоен татко многу убаво велеше, вели, дрвото најдобро се крие во шумата. Браво, убаво е, нека почива во мир. Говорејќи за татко ти, секако ќе имаме мала молба до тебе, ако ја прифатиш. Чичко ми беше старомоден човек, беше хартиен човек повеќе, да кажам. Нека почива во мир. Нека почива во мир. Но тоа не функционира така. Дигиталниот сектор брзо ќе влезе во животите, го вложив цело мое знаење, мотивација и пари во дигитална платформа што ќе ја воспоставам сега. Прекрасно. Работиме со неверојатни луѓе. Глобално. Национал, не можам да кажам сега, не можам да именувам, затоа што се уште не сме подпишали, имаме договор за доверливост, но ако ги слушнеш, што зборуваш, честитам, браво. Ќе ги надминеме глобалните платформи, така велам јас. Ве молам, инфраструктурата задржите ја целосно. Секако, драга, работиме со најдобрите. Интернетот кај тебе дома се исклучува. Но, драга Девин, важното во овие работи е лансирањето. Прва работа, иницијативна работа е важна. Јас имам и доверба таму, Аслан. Како така? Се разбирам, мафијашкиот бизнис се следи, особено во Турција и во светот, нели? Ел Чапо, Наркос,
Криминал, пари, оружје, сите гледаат како луди. И Например, кум. Кумот се уште е кум. и Прво велам да направиме документарец за семејство Сојкан. Да им раскажеме на луѓето за Јусуф Сојкан со неговите гревови и добри дела. Гледај, можам нешто да кажам. Светот ќе трча по нас, ќе бидеме бомба. Што велиш? што велам? Пријателе, знаеш зашто кум стана класика, а? Ги набројав туку што причините. Што кажа сега ти? Пари? Оружје? Мафија? Речи конус, така? Ето, сега ќе ти дадам правилен одговор. Слушај. Можеш да ја опишеш фамилијата и која е најдлабоката рана на секого од неа со совршена мајсторска изработка. Мислиш дека некој кој приредува забава по закупувањето на својот чичко како да го честита, тоа може да ти раскажува за фамилијата? Не мислам дека може. Ова е прво. Второ, што се однесува до татко ми, биди сигурен дека никој ја нема таа сила, храброст или животен век да направи документарец за татко ми додека сум жив на земјава. Мислам дека јавно ми се закани во мојот дом. А што има тоа врска со закана, кажи ми? Мислиш дека сум површен човек? Се разбира дека не сум зборувам за нешто научно. Научно? Не беше пишано во нашиве вестници пред некој ден? Според едно научно истражување, од 100 избрани луѓе, сите 100 луѓе ќе умрат. Тоа ти го велам јас. Убаво е вечерва инаку. Ти благодарам за оваа љубезна покана. Добра ноќ. Добра ноќ. Може ли да те прашам нешто? Прашај. Дали ти изигруваше некој фраер? Еј, Господе Боже. Не се прашувам. Значи, дали беше импровизирано или пак беше научено? Добро, ајде смеј се, Девин, смеј се, брат. Не беше лошо, ама малку се одолжи. Знаеш, весникот и науката. Види, ова е добро, затоа што лош фраер навистина знае да биде иритантен. Ако можам да добиам пример. Додека ги пасеше овците, јас ги учев овчарите. А? И која беше вината на овчарот, кажи? И какво ти е расположението од 1 до 10? 8 или 9 од 10. Добро, значи тој пријател не ти изнервирал. Не може. Види, имаме портокалово небо, имаме полна месечина над нас. Воздухот е како лек, да бидам искрен, малку ми се врти во глава, а покрај мене е најубавиот и најлудиот психолог. Никој не може да ме вознемири сега. Да продолжиме. Дали твојата куќа е тука некаде?
Се разбира, не сме целосно готови овде. Ама ќе биде и тоа полека. Мислам, се уште ми недостигаат некои работи. Што ќе пиеш? Вода. Вода. Karanlığın içinde yandı göz bebeklerim. İlk önce gözlerini gördüm. Ilık rüzgarlar misali sesindeydi tenime. Belki bin defa yanıp söndüm. Ти ме тераш да сакам да правам големи грешки. Е добро да. Ми онака заедно ќе ги правиме најголемите грешки. Која ќе биде најголемата? Најголемата? Кога јас ќе те побарам за жена, ти ќе ми речеш да. Таа е најголемата грешка што ќе биде. Ова е грешка што ни јас не би ја направила. Ќе ја направиш. Нема. Ќе ја направиш. Да те уверам дека нема? Ајде побареме па ќе видиш. Сега сакаш? Сега? Ама внимавајте, молам. Зошто? Ако не ми се допадне твојот одговор, таа книга ќе се затвори и никогаш повеќе нема да се отвори. Мислам дека вреди да се проба.
почнува? Девин, Аслан, ќе се омажиш ли за мене? не. А ова работа е на Джилан, инаку има такви бесмислени шеги. Така да, ајде да поедуваме, да јадеме пред да се олади, појадокот е фантастичен. О. За малку ќе умрев од глад. Се уште ги јадам оние глупави сендвичи од синоќа. Може само да ти кажам нешто? Ова воопшто не е добро. Затоа што се навикнувам. Сакам да е вака секој ден. Добро, за среќа ќе биде последно. Ај добро. Барем еднаш направи една добра работа, затоа што инаку ќе ти биде товар. Не мислев на тоа. Што мислеш, а? Мислев да раскинеме. Што? Искрено не ни знам дали ова нашево е врска, не разбирам. И затоа е најдобро и за двајцата пред да биде предоцна. Зашто зборуваш ти? Да раскинеме. Дали е заради смешното запросување, синоќа? Види, сум имал многу вакви врски, дали ме разбираш? Дали сум јасен, не ги ни нарекува врска, да речеме не ми дава име некакво. И ако велиш дека ти одговара вака, мене ми е ворета, ќе имаме ваква врска, добро, јас сум за. Ќе се гледаме, ќе се дружиме и така ќе продолжи, малку ќе си недостигаме и што зборуваш ти, човеку? Се враќаме во кревет, стануваме, ти велам дека ти мене многу ми значиш. Ете тоа и затоа не сакам да бидеш повредена. Кој по волите се ти да ме повредиш? Девин, смири се малку, дојди, седни да разговараме. Пушти ме. Боже, ќе ме повредил. Јас правам што сакам, не правам што сакам. Ама зошто си лута сега, не разбирам. Аслан, престани, пушти ме. Вели, не сакам да бидеш тажна. Кој си ти да носиш одлуки за мене? А, што те засега тебе? Застани. Пушти ме, ќе ти скршам раката. Ама зошто си толку лута, не разбирам. На што си лута во моментов? Може да ти кажам што те лути тебе сега?
Лута си затоа што јас реагирав пред тебе, затоа. Зашто ти сакаше да ме оставиш мене вчера на бродот. Нели ќе си заминаше со бродот, така? Така ли? Така е. Ти го давам тоа што ти го сакаш, каков е овој театар. Оди по ѓаволите.